Во моментов 25% од Прилеп нема вода, поради големата хаварија која настана на транспортниот цевковод Фи-400 на улицата Тризла, а кој носи вода за високите делови на градот, како што се населбите Тризла, Касарни, Кузман, Рит, Марино Мало и други. Од водовод велат дека проблемот со течењето на вода се јавил уште во четвртокот, а потоа ескалирал со целосно пукање на цевката. Проблемот најверојатно настанал од старост на азбест-цементната цевка. Овој цевковод, кој е долг околу 10 километри, е граден во 80-тите години, а со овој дефект наголемо се отвора прашањето за негова реконструкција. Значи, овај проблем што го имаме од вчера, ќе биде денеска саниран, според контактите и на лице место што сум појден, ќе биде денеска саниран и градо ќе има вода. Но за што понатака не можам точно да ви одговорам сега, зошто? Сам ќе си поставам прашање, затоа што досега, како што почнуваме, уназад неколку години немало проблем, значи таа цевка да се оштети или да се случи ваков дефект е многу редок, без разлика дека во тој случај е постара водоводната мрежа. Ќе се направи состојано тука во јавното претпријатие, со инженерите ќе се размислува на тој проблем за понатака. Цел проект треба да се прави, да се направи проценка, пред се финансиска и едноставно тоа е работа огромна. Тука треба да се отвора многу улици, да видиме во иднина што и како ќе бидеме поконкретни за некој краток период. Причината е веројатно застареност на материјалот, пошто причињата што ги извадовме укажуваат на тоа дека постоел дефект подолго време кој што извршил нагризување на одреден дел од азбест-цементниот дел за спој. Се надевам дека во наредниот период како водовод и канализација ќе пристапиме кон таква студија, да извршиме мерење и испитување, кои мерење и испитувања ќе укажат на тоа дали треба и ако треба кога и на кои делови најхитно би можело да почне да се врши таква реконструкција на овој цевковод, затоа што очекувани се ваквите дефекти. Ви кажав, почетокот на 80-тите години е граден, 82-та, 3-та, 4-та веќе од она што сум го слушнал од постарите колеги е граден, работен рачно, монтиран е рачно, тоа што мало присуство на механизација и тоа што е монтирано функционира, го напојува. Значи овој цевковод може да стане проблем за градот или? Па се надеваме дека не, добро е изграден, добро е димензиониран, макар што како што спомнавме, временската рамка е таа која е изграден, така да мора да почнеме сериозно да размислуваме за стратегија која што би ни овозможила да не ни се случува почесто вакви хаварии, ова ќе го наречам хаварија, пошто е поголем дефект. Од водовод велат дека се работело во многу тешки услови, затоа и се доцни со пуштањето на водата. Земјиштето околу дефектот постојано паѓало и се обрушувало. Се работело доста внимателно за да не дојде до трагедија и земјиштето да ги затрупа вработените кои што работат на дефектот, затоа што веќе дел од земјата паднала во дупката и ја оштетила канализационата мрежа. Пред известно време, 5-6 години, тука се монтираше и нова канализација со проектот за реконструкција на канализациона мрежа, така што ровот е растресит и земјиштето е порозно, така да постои опасност од обрушување кое што неколку пати ни се случи. Се обидуваме да колку што може по-навремено реагираме и да ги намалиме ризиците по здравието на нашите вработени колку што е можно повеќе. Заради тоа и толку долго време се одвива санацијата на овој дефект. Само ќе спомнам дека при едно од обрушувањата на земјата ни се појави дефекти на канализационата мрежа, па моравме и незе да ја оспособуваме. Така да сега празнењето го вршиме многу внимателно, многу полека, да речем. Може би ќе ни одземи малку повеќе време, но мораме така да постапиме, пошто се работи за пред се здравието на работниците, кои што не смееме никако да ги доведеме во опасност. Инаку, освен овој дефект, Прилеп засега нема други проблеми со водоснабдувањето. Но од водовод велат дека поради ниската издашност на Студенчица, која што во моментов била само 700 литри вода во секунда, веќе се започнало со перење на бунарите, за да ако дојде потреба, истите бидат веднаш ставени во употреба.